Дефинитивно се случува вистински хорор со безбедносната состојба во државата и бараме итно расчистување на случајот, но очигледно е дека Тошковски целосно ја губи контролата врз безбедносната ситуација во државата. Она што ни се случува и она за што веќе имаме информирано, фактичката состојба во државата е дека секојдневно се случуваат пресметки помеѓу банди, напади врз службени лица, покотници по улиците, убиства, за кои што веќе ја информиравме јавноста, а на Тошковски око не му трепнува. И уште згора на се кажуваат заедно со Мицковски дека мајките можат да спијат мирно и дека безбедносната состојба е стабилна и дека криминалот се намалува. Нивните зборови воопшто не соодојствуваат со реалната ситуација која што ја имаме во државата и токму затоа Тошковски треба да си поднесе оставка и да си ги признае грешките, односно да си ја признае неспособноста дека нема никаква контрола врз безбедносната состојба во државата. Она што можеме да им го порачаме на ВМРО ДПМН како партија на власт е дека со безбедносната ситуација во државата нема играње и дека таа никако не смее да биде предмет на ефтин пиар кој што го презентираат секојдневно во државата, односно во медиумите, затоа што ефтиниот пиар нема да ја смени ситуацијата на терен. Она што може да ја смени ситуацијата во државата во однос на безбедносната ситуација е секако да се превземат мерки и институциите да покажат способност со вистинска искрена намера во решавањето на криминалот во државата.